Благодарам, председателе. Колега Макрадури, вчера цел ден, почнувајќи од Комисијата за транспорт, врски и екологија, па и во текот на седницата, на пленарната седница, го критикувате овој одличен проект. Проект кој што е од исклучително значење за Република Македонија и за граѓаните на Република Македонија, а свесна сум дека и вие самите знаете дека е еден од најважните проекти во нашата држава. А всушност во текот на вчерашната дебата стекнав еден впечаток, кој впечаток мислам дека го стекнале сите граѓани на Република Македонија, дека всушност вие се плашите од реализацијата на овој проект. Овој го потврдивте на крајот од вчерашниот работен ден, кога и го поддржавте овој проект, односно гласавте за финансирањето на овие автопати. Накратко морам да се задржам, бидејќи и во текот на вчерашните дискусии, а и време наназад, а и денес, милион пати можам да речам го споменувате новиот театар Скопје 2014 и така натаму. Почитувани колеги, вистина е дека оваа влада постави споменици кои што ја одбележуваат богатата македонска историја, изгради голем број на згради и објекти кои сега се во собственост на институциите кои што се сместени во неа. Меѓутоа гради училишта, градинки, гради патишта, да, го изгради прекрасниот театар кој што е гордост на целата држава. Изгради објекти по кои што веќе е препознатлива Република Македонија. Меѓутоа треба едно да знаеме дека овие објекти се градат за граѓаните на Република Македонија. Нема овие објекти ниту еден од ВМРО ДПМН е да си ги земе и да си ги однесе дома. Тие остануваат за веки веков во нашата држава. И вие сте свесни дека и овие автопатишта кои што денес гласаме да почнат да се градат, оваа влада ќе ги изгради. И тие ќе останат за век во нашата држава да се користат. Бидејќи постојано ја споменувате физибилити студијата направена во 2008 од Луј Бержер, би сакала и јас накратко да се задржам на нејзе. Луис Бержер во Македонија вршеше и други работи, како например анализа на законодавството, изработка на проекти, изработка на целокупна документација за овој проект. Тие исто така требаш да бидат и асистенти се до склучувањето на конечниот концесиски договор. Меѓутоа, веќе и министерот кажа, концесијата не беше успешна и лага е дека на Луис Берже се исплатени 1,4 милиони долари. Значи, јавно стои дека овие пари, оваа сума не е исплатена, туку напротив, исплатени се 730.000 евра за целокупната работа која што до овој момент оваа фирма ја има извршено. Ви благодарам.